Локалните власти ги утврдија плановите за работа во 2015-та. На 27-та седница на Советот, која ќе се одржи во четврток, пред советниците ќе се најдат конечните верзии на програмите за работа во сите области за следната година. На ова му претходеше усвојувањето на нацрт верзиите, пошто беа организирани и јавни расправи, пракса која општина Велес ја спроведува години наназад. Тие се подготвуваат за да бидат носител и столб на сите процеси кои се планираат и ќе се реализираат во текот на 2015-та. Во интерес на транспарентното и јавно работење, општина Велес во изминатиот период носењето на програмите за работа го реализираше во неколку фази. Најпрвен беа изготвени и се најдоа на разгледување пред советниците како нацрт програми, за потоа истите такви нацрт програми да бидат предмет и на јавни расправи каде што граѓаните и представниците на разни здруженија, организации и граѓани имаа можност да презентираат своји размислувања и предлози. Уредување на градежно земјиште, локален економски развој, култура, спорт и млади, здравствена и социјална заштита. Ова се само дел од 13 програми, краткорочни развојни документи со кои се утврдува целокупната работа на општината. Кај дел од нив има и измени во однос на нацрт верзиите, како резултат токму на неодамно одржаните јавни расправи, што е и целта на истите. Значи, јас како што следам, најголема разлика, најмногу измени од нацрт верзијата до предлог верзијата на програмата, има програмата за уредување на градежно земјиште и тоа е на некој начин очекувано и вообичаено, бидејќи тие јавни расправи секогаш граѓаните најмногу имаат сугестии и барања во однос на проблеми од делот на комуналната инфраструктура или урбаното живење. Останатите програми во најголем дел се исти со нацрт програмите. Според законските прописи, 15 ноември е крајниот рок за донесување на предлог програмите за работа на општината во следната година.